Гостин во Република ТВ е доктор Мери Александрова Мерзука од приватната специјалистичка ординација за уво, нос и грло, доктор Мери. Добар ден. Добар ден. Летните одмори се во тек и многу често се случува воспаление на надворешното уво. Дали само капењето во нечисти води е причина за воспаление на увото? Во право сте, летниот период е најчесто доминантно воспалението на надворешниот слушен канал, додека во зимскиот период е воспаление на средното уво, во лето доминира воспалението на надворешниот слушен канал. Тоа е под влијание на временските услови, под влијание на околната атмосфера, значи се во склоп на тие заболувања. Меѓутоа, пред да започнеме да зборуваме за воспалителни заболувања, јас би сакала сепак да спомнам за една нормална состојба на увото, затоа што во увото имаме церуминозни, така наречени жлезди, кои лачат ушна маст, во народот познат или церумен. Таа ушна маст е нормално во увото, за да го подмачкува каналот, за да не дозволува рагади. Во нормална ситуација, додека малку се лачи, со жвакање и со голтање се стиснува надвор и ние немаме проблем. Меѓутоа има луѓе кај кои се лачи во малку поголема количина и тие незабележително постепено трупајќи се тој церумен, го затнува скоро целиот ушен канал. Луѓето почнуваат помалку да слушаат, меѓутоа не обрнуваат сепак многу внимание. После известно време, за кога ќе влезат првично во вода за бањање или за туширање или за пливање, тој бидејќи е хигроскопичен церуменот, тој набабрува и тотално го затвара ушниот канал. И во таа ситуација пациентот или човекот престанува да слуша. И тогаш тој е моментот кога алармантно доаѓаат во ушна ординација и викат јас престанав да слушам. Значи, тоа е сепак нормална ситуација кај што може со едно испирање да се среди и да се врати слухот назад. Так. Меѓутоа, многу е незгодно, знаете што докторот ќе го испери увото, меѓутоа пациентот прво посегнува по чепкалките за уши, што е сосема погрешно, нели? Затоа и препорачуваат, нели, лекарите да се избегнуваат чепкањето на увото со стапчиња кои може да се купат во секоја аптека. Како е најдобро да се исчистат ушите? Знаете што, чепкалките си имаат својата функција. Јас не сум од тие доктори радикално што забранува употреба на чепкалки. Тие си вршат своја функција, меѓутоа ако се користат рационално и разумно. Онолку колку што треба, не секојдневно, затоа што ако се користат секојдневно, отстранувајќи го оној заштитен филм, заштитен слој на надворешниот слушен канал од церуменот, се прават ситни рагадички и тука многу лесно се гнездува бактериска инфекција. И така веќе почнува да процесот. Сега, да... Како, што е најдобро? Да ви кажам што всушност представува воспаление на надворешниот слушен канал. Тоа е најчесто од бактериска природа, инфекцијата на ушниот канал. Најчесто се стрептококните бактерии доминантни во патологијата, меѓутоа не се исклучени и габичните инфекции заради подолг престој во вода. Ова лето јас нешто забележав, правејќи брисеви на луѓето кои доаѓаат со воспаление на надворешниот слушен канал, една бактерија која е многу опасна, така наречена псевдомонас аерuginosa. Таа бактерија е опасна до толку што може да заврши до операција. Значи, убаво е да се посети лекар, да се направи испирање на увото, да се земе брис од увото и да се среди тоа воспаление на увото на своевремено. Јас во мојата ординација имам еден многу добар апарат за перење на уши, кој е атрауматичен и безболно ги пере ушите. Знаете, многу е битно како ќе го испереш увото. Ако нестручно се пере, многу често може да дојде до перфорација на слушното тапанче и да направиме уште поголема штета. Затоа перењето мора да се изведува во ординација за уво, нос и грло, кај стручен тим кој што си ја знае работата и кој што го елиминира оној церуминозен или инфективен материјал кој се гнездил во самото уво. Болката е многу страшна. Да, се верува дека болката по забот, болката во увото е најсилна болка кај човекот. Да, како точно. Најдобро и најбезболно да се излечи? Најдобро е при појава на првите симптоми на болка во увото да се посети лекар за уво, нос и грло. Ќе кажеме зошто. Затоа што во таа фаза каналот не е толку отечен и ние можеме, перејќи, правејќи лаважа со машината за перење на уши, да ги елиминираме, да ги извадиме бактериите или габичките.
Ако дозволиме неколку дена тие да се развиваат, започнува еден голем оток на каналот и тој комплетно е обтуриран, така што пациентот не дозволува ни за уво да го пипнете. Верувајте, толку е страшна болката. И сега, кога ќе се испере убаво увото и кога ќе се пласираат газички натопени во соодветни лекови, анестетици, аналгетици, антибиотици, постепено болката се намалува, отокот се намалува и пациентот се завршува добро. Опасно е ако имаме габична инфекција во увото, затоа што тие габични инфекции многу пати, многу често го перфорираат без да знаеме ние слушното тапанче. Просто јас викам го грицкаат слушното тапанче и доведуваат до перфорација. Освен болка и чешање, доведуваат и до перфорација. Значи, апелот мој е секогаш навремено посетување на уво, нос и грло. Немојте со уво, нема играчки. Значи, не смееме на друго место, не дека сум ушен лекар, меѓутоа најкомпетентен за завршување успешно на целава таа непријатна ситуација е сепак лекарот за уво, нос и грло. Кои фактори влијаат на воспалението на синусите? Тие се отвараат, како што велиме ние, и во лето, не е болката на синусите не е само во зимо. Точно така. Знаете што синузитот е болест која се јавува повеќе во зимскиот период, затоа што сме изложени на лад, на студ, на влијанието на временските услови. Меѓутоа, не е само привилегија за жал на зимата, се повеќе во летниот период настанува воспалителни проблеми на синусите. Зашто? Затоа што луѓето се повеќе подолго време престојуваат на море, гњурат многу долго време, исто така го плакнат во наводници на некој начин синусите ги плакнат. Меѓутоа, тоа плакнање на синусите ние не знаеме колку е таа вода чиста, дали е добра или е лоша. Колку е загадена. Да, многу пати, многу по, како да ви кажам, многу поагресивна е симптоматологијата на оној синузит што е во лето појавен, отколку во зимскиот период. Што се случува со пациентот? Има ужасни главоболки. Првиот симптом е главоболката, особено ако е инволвиран не само максиларните синуси, него и фронталните синуси, ако се во целава ситуација инволвирани. Главоболката е најчесто во утринските часови. Понатака, додека се издренира синусот, главоболката се повеќе се намалува, меѓутоа речиси секогаш е присутна. Кога имаме воспаление на максиларните синуси, значи болката исто ја има, меѓутоа е во помала мерка. Само тука симптоматологијата е специфична, значи почнува со затнување на носот. Во почетокот неколку дена носот е затнат, дишењето е малку компрометирано, лесни главоболки, ние не обрнуваме внимание. Знаете, наш народ обично чека ептен да биде болен за да дојде да посети лекар. И после тоа почнува, после 2-3 дена, од затнат носот почнува да тече. Секретот кој истекува од носот, после неколку дена станува жолтозелен, гноен секрет. Значи, тука имаме многу присуство на голема количина на бактерии. Тие бактерии влегуваат во синусот, го инфламираат, носот не може да се испразни добро и прави, мислам, многу тешка е симптоматологијата. Пациентите се неефикасни на работно место, не им е убаво едноставно. Болка е во секој случај. Болка. И затоа постојат соодветни третмани кои олеснуваат да се намали болката, да се издренира носот, да се направи деконгестија на носот и да се дадат соодветни лекарства. Битно е, ако се јават во почетокот пациентите со пократок временски интервал, синузитот може да биде саниран. Меѓутоа, ако се јават после недела-две, како многу пати што се случува, тогаш и третманот на синузитот трае долго време. Мислам дека ме прашавте дали може за секогаш да исчезне таа болка. Знаете што, се зависи во која фаза е фатена болеста. Ако ја фатиме во почетните стадиуми, доаѓа до тотално излекување. Меѓутоа, ако оставиме синузитот да хронифицира, да постојано имаме некоја инфекција во синусите, која не е излекувана, значи која тлее, која направила цистична формација, тогаш веќе излекувањето и главоболките остануваат перманентни, повремено се зголемуваат, повремено се намалуваат, меѓутоа за среќа во денешни услови имаме ние, како да ви кажам, современ начин на третман на синузитот. Порано правевме пункција на максиларниот синузит. Сега имаме функционална ендоскопска синус хирургија, која многу на побезбеден начин влегува во синусот, ги отстранува нечистотите, цистите, епителот што е воспален и после тоа со дренажа се средува.
и таа ситуација. А кои се најчестите предизвикувачи на воспаление кај крајниците? Затоа што тие се исто така секогаш актуелни. Крајниците како лимфатично ткиво се на некој начин не само причинители за болест, туку тие се и причина за заштита на организмот. Значи, тие се лимфоидни органи кои во почетокот детската популација ја штитат од инфекции. Меѓутоа, се до едној момент додека не настане патологија. И затоа ние велиме, внимателни сме кај деца со лимфатична диатеза и кај деца кои се во нормален раст и развој. Меѓутоа, кога во ординацијата кај мене ќе дојде дете, верувајте, од самата врата кога ќе влезе, вие можете да ја поставите диагнозата на некој начин. Затоа што тоа детенце е со отворена уста, со подигнато готско лице, со носе кој не функционира, не дише воопшто, или со носе кој постојано секретира и пак не дише. Навечер го прашувате родителот дали спие, не спие, хрчи многу јако. Не спие барајки, местејки се често барајки позиција, кај што ќе може третиот крајник да не го компрометира дишниот пат, да најде да може да дише слободно и меѓутоа спиењето е неспокојно. Разбирате? И сега, ние тоа со обичен преглед не можеме да го визуализираме. Значи, ни уво носи грло, при обичен, стандарден преглед не можеш да го видиш. Меѓутоа, за среќа имаме апарати фиберназоскопија, со колку при влегување со камера во носот, точно можеш да видиш дали го има, колку е голем третиот крајник и до колкава мера го затнува тој дел на епифарингсот и дали треба да се отстрани или не. Имаме и втор апарат кој тука ни служи многу, ни помага многу. Тој е така наречен тимпанометар. Тој всушност ни покажува дали третиот крајник веќе го намалува слухот кај детето, затоа што тубата е компрометирана, таа не си ја одржува својата функција на вентилација. И кога се затнува, кога е многу голем крајникот и кога е затната тубата, тапанчето постепено се вовлекува и секрет се собира во средното, во густ жилав секрет, кој не дава коскичките да се движат. И детето постепено почнува да не дослушува. Многу пати родителот ќе даде податок дека мислам дека е занесен, ама не сум сигурен дали слуша или не слуша. Тимпанометарот ќе ни каже према оние криви што ги знаеме ние, дали слуша, дали не слуша и во која фаза е детето. Знаете како? Обично гледаме да не сме радикални. Обично гледаме да сме конзервативни во третманот на тие проблеми со крајниците, затоа што на крајот на краиштата и самите крајници го штитат на некој начин организмот. И сега, мислам дека за... Дали, тоа сакав сега да ве прашам, дали терминот трет крајник што точно значи и дали неговото отстранување ќе значи и за секогаш решавање на сите маки кои се поврзани со крајниците? Да. Крајниците имаме неколку, 5 вида на крајници. Да не ги набројуваме сега, фокусот ни е на третиот крајник повеќе, тој бидејќи се наоѓа во задниот дел на назофарингсот и бидејќи е лимфно ткиво, кај децата многу брзо се зголемува, меѓутоа и брзо се намалува. Се зависи колку има секрет, во каква ситуација детето, дали е алергиски, со алергии детенцето и дали носот е затнат или е растечен. Третиот крајник наоѓајќи се таму прави компрометирање и на слухот и на дишењето и затоа следејќи го ние, например 5-6 месеци правиме тимпанометри и гледаме дали имаме секреторен отит, дали увото слуша, дали не слуша и дали треба да го отстраниме третиот крајник или да го оставиме. Меѓутоа кога ќе констатираме дека крајникот и после 6-тиот месец нема подобрување после дадената терапија, тогаш пристапуваме кон отстранување на третиот крајник. За среќа во денешни услови, пак ќе се повторам, има современа апаратура, има добар начин, детето спие, не е како предходните пати и се отстранува во целост третиот крајник, а во некои ситуации и двата палатинални крајници, кога се многу големи, кога прават чести ангини, кога имаме зголемени чести рецидивантни температури, кога
како да ви кажам, некогаш детенцето просто не може ни да голта, ни да зборува. Едноставно гледате дека е компрометиран неговиот развој. Тогаш останува на страна она нашето да не се оперира и го оперираме детенцето, во општа анестезија се прави, безбедна е операцијата, се отстрануваат крениците и за секогаш се завршува една епизода од животот. Третиот крајник постои до најголем процент до школска возраст, некаде до повертет. После повертетот постепено исчезнува. И ние точно заради тоа чекаме оној период преоден, ако може да изчекаме да не ги оперираме. Затоа што некогаш кај деца кои се со атописки дерматит или лимфатична диатеза знае и после операција на третиот крајник да ни ја повтори, да се повтори, да регенерира повторно и тогаш не е ли до колегите, не е ни до пациентите, едноставно организмот си го регенерира крајникот и затоа повторно се прави оперативен запад. Во лето многу често се посетуваат и базените. Дали тие може да бидат причина за воспаление на надворешното уво? Да, секако. Тие се всушност најголемиот извор на зараза за појава на воспаление на надворешниот слушен канал. Ке спомнам за базените кои се домашни, во домашни услови, особено малите базенчиња на кои децата толку многу се радуваат и во состојба се по цел ден да останат во тој базен, меѓутоа водата кога е застоена во базенот, повеќе од 2-3 дена. Тука е точно извор на инфекција. Бактериите, без да сакаме ние и габичките се размножуваат и децата се фактички најголем причинител за појава на воспаление на надворешното уво се точно тие базените кои се во дворовите. Што е превентивата? Да се менува водата секојдневно или кога се бањате во базенот, немојте да гњурите и немојте да ги топите ушите. Едноставно, тоа е препораката моја. Ви благодарам за гостувањето, доктор Мери. Молам.